I am deeply convinced that the North Macedonians finally will come together. Во целата нејзина пресконференција, она беше толку коректна. Треба да бидеме горди и среќни што дошла во Македонија, а не да се фаќаме дека не нарекла северно македонци, порача министерот за надворешни работи Бујар Османи коментирајќи изјавата на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која наместо македонци кажа дека била убедена дека ќе се обединат северно македонците. Да ни доаѓа на секој месец во една мала држава како што е Република Северна Македонија, нешто што го посакуваат големите држави во Европската унија да ја имаат фон дер Лајен во нивните земји и да покаже таков интерес. Да има такви пресконференции по однос на тоа што нас ни е важно. По однос на тоа дека јазикот станува еден од службените јазици. Дека припаѓате на нас и еден лапсус од тоа да создадете анимозитет кон тој интерес што го покажува. Проблематично е што овој лапсус не е изолиран случај, туку се почесто се случува за странците да сме северно македонци. Според Османи сме требале да проголтаме оваа кнедла бидејќи европејците покажувале интерес за нас. Еве гледајте хронолошки колку пати ни дошол претседател на Европска комисија во државата. Значи, тоа се важни прашања во кои што не смееме заради некои наши тука меѓусебни динамики да ги злоупотребиме. И затоа барам таков договор за Европската унија. Во тој договор влегувате и вие. Во тој договор влегуваат и цивилното општество. Во тој договор влегуваат и академската заедница. Во моментите кога не нарече северно македонци до фон дер Лајен стоеше премиерот Димитар Ковачевски, сепак не се реши да ја поправи или да изреагира дека сме македонци, а не како што ја нарече првиот човек на Европската комисија.